Денес сме во Ѓурче, Петровка и Томе и кај Горица, кои што живеат тешко. Типично македонско семејство на 80 години кое што живее без храна и без струја. Добар ден. Добар ден, изволите. Баба Горица, Баба Горица. како си? Никако. Што ти е? Се што, све ме боли, душу моја и носеве ме болат, све. Се јавивте да ни го раскажете вашиот живот. Нашиот живот за никаде е. За никаде е, само ако сакате нешто да ни помогнете на некој начин, барем едно станче да најдеме некако да се пикниме, не да седиме во темница. Живеете без струја? Без струја дошо 3 месеци без струја. Зашто вака одите? Себе овде вака ме болат од колена надоле душо, не можам никако да легнам, ко ќе легнам, ни да пружам, ни да соберам никако. Мажот ми сам све тоа работи, полека работи, ама нема што да прави, нема каде да оди. Добар ден. Добро душо, фала многу. Повелете. Оливера. И од кога живеете вака тешко? Ова година скроз сум тешко. И порано малу ме болеле, ама не толку многу, а сега, у последно време, све ме болите. Никако не можам да дишам, ништо друго. Од овде, ова, кој ќе ме фатат коленама да ме вртат, како да сум паднала тогаш. Мали ви се примањат? Мали, многу ни се примањата едноставно, што мојме со 10.012 да направиш ништо. Ти рекове ни хулакопки или долни веш да купиш, ништо друго, немам ништо друго срце. Тоа е тоа, едноставно. Ви студили така што? Не ми студи, точно ми е нервира душава, ми е нервозна више, срцево ме болет. И една града, пошто сум праена операција. Не знам што да ви кажам друго. Не знам друго што да кажам. Ако можете на некој начин да ни помогнете, некако да се снајдиме. Да умриме више. Ама ова не се издржува. Овде не знам вака, нигде вака не сум живеела во животот мој. И татко ми бил, и мајка ми била, ама едноставно многу убав сум живеела, а не сум живеела на ваков начин. Денес сме во Велес, во куќата на Миле Димов. Тоа не е негов вистински дом, бидејќи живее како под кирија. Живее во безизлезна состојба, бидејќи живее со болна жена која е веќе 3,5 години во пустела. Безизлезна состојбата на овој човек со кој што ќе ве запознаеме денес. Добар ден. Добар ден. Како сте, Оливера? Не, Не повикавте? да, ме повикам не. Пошто болна жена имам. За помош некоја ако се може. Да се помогне. Од што е болна? Кога се разболе? Како се разбола? Она се разболева мозочен удар. 3,5 години е вака, на постела. Не е подвижна. Не е подвижна. Сами живеете со неа? Сами живеем. Овде ли? Тука ли ви е домот? Тука ни дом. Повелете дом. Како поминува денот? Како овие 3,5 години ви поминамиле? 3,5 години мачно. Мачно. Е болна, мозочен удар има. Само вака лежи? Само лежи. Што велат докторите? Докторите што велат? Креват раци.
Не може никако да се ублажи состојбата, да се Ама тоа го барам. Тоа го барам. Да се ублажи состојбата. Ама ете. Како ја третирате, како вие веројатно ја Ја. храните? Ја хранам, ја се. Пелени, менјавање, бањење, се ја. Одите на работа? Кога одиме на работа, она е на Господ. Немам жена да чува. Само останува. А каква ви е состојбата финансиска? Можете ли? Никако. Што земи пари и само тоа извршители, што лееш по болници, само плаќам. Ево сега па ми стигна едно за плаќање. Тоа е си. Земавте кредит од банка? Да. Зошто? Што лееш у Скопје болница. Да платите долг за во болницата? Да. И сега, еве го извршител. Од платата што ви останува, Мила? Што ми останува 4.000? 4.000. Така го поминувате месецот. Да. Месецот го поминувам со тоа. Што ви се случи пред неколку дена, кога веќе не гледавте излез од ситуацијата? Односно ќе рипленодувам. Ми се стемни, ме фана паника. Онако не беше другаров, ја ќе сотам. Ќе си го одземем животот. Толку ви беше тешко? Ме фана паника. Паника ме пати. Се размислив за незе. И ја не сум марен. И нагон, да рипнам од моста, другаров ме вишол. Танчанка на кај мене. Ме фана вака и ај нас. Многу ми е тешко. Од кумани граѓани, ако некоја помош, ако може да се помогне, да се лечи, да се надвие. Ако е можно, ако не е можно. Што би правеле? Се за неа, за лечење. Само да и олесните малку, да не се млачи. Така, да и олесно. Да и олесни малку. Барем да виде при свест да имам со кога си правам мур. А вака, шо? Учи 3 зида. Добар ден, почитувани гледачи, и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Срце на дланка. И денес ќе ве одведеме кај две семејства кои што го ставија срцето на дланка бидејќи живеат навистина многу тешко. Ве охрабруваме и вас кои што имате тешка животна сторија или се мачите со било каков проблем. Да се пријавите на телефонскиот број 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Знам дека е навистина тешко да се сподели проблемот со јавноста, меѓутоа верувајте дека само на тој начин можете да живеете посрекно и подобро. Се сеќавате на малата Марија која што немаше запатики и се срамеше и се плашеше да ја каже на својата мајка за да не ја секира. Денес Марија веќе живее во поопширен простор, го доби тоа што го сакаше и што е најважно, има нови патики. Оваа предвреме остарена мајка не зема социјална помош. Единствено од биро зема 6.000 денари уште овој месец. Сметките за струја кај золува и мора да ги плаќа сама. Па да не е помошта од хуманите луѓе и организации, таа вели дека ќе останат и без храна и пелени за најмалиот љубен. Пред собствените деца била жртва на семејно насилство, а кога ние пред една недела ја запознавме и бевме со екипата на Срце на дланка да ја снимаме, нејзиното место на живење се уште не беше известно. Бевне под Кирија, кој таму имаше премногу лага. И од таде мислам дека и Димитра ми се разболе. И доби ливни жлезди. Беше поќе пати пријавен за семејно насилство. Веќе одлучив што ќе се борам сама со овие 4 деца.
Пред децата ли те тепаше? Да, пред децава ме има тепано и вики тие знаат. Умилениот дел во Срце на дланка ми е кога доаѓаме по втор пат кај семејствата кои што важат како успешни приказни. Пред година и половина го снимавме семејството на самохраната мајка Марија од Охрид, која што по емитувањето на Срце на дланка со нејзината приказна доби социјален стан. Здраво! Здраво! Се сеќавате на мене? Благодарение на вас, да потретва да ви се заблагодарам многу. Како сте, Марија? Супер ми е. Све е супер. Ова е новиот стан, Да. што го најавивме уште лани. Вие сте вселени, но еве ние сега дојдовме од Скопје да ве видиме. Здраво, Злато. Се срами. Виктор. Виктор е, да. Ова е новиот стан што ви го доделија Да. по емитувањето на вашата сторија во Срце на дланка. И преку Алфа што ни беше на Зорица и благодарам, таа е прво почна, после завршиме со вас, но многу ви благодарам што ми помогнавте и све што се спрема од тоа што ни го пуштија. Така, колку сте веќе тука во овој простор? Овде сме веќе скоро една година и пол. Година и половина, да. Тоа беше лани, Лани зимата кога се видовме. Декември беше, значи тут кај направивме одјавата, последен месец ни стигна, дека станот ни е доделен. Го потпишавме договорот беше на 21 јануари. И баш вие кога ми одјавивте дека ни треби помош, му се благодарна на сите, финансиски и со храна све што ни беше донирано. Ние, значи, со тоа го опремивме и станот. Значи ти кои накупивме и ветрини ги опремивме и џамов го опремивме тоа све. Значи беше празен станот, значи беше она. И со тоа ги вложиме сите во станот. Како живеете во овој стан? Цело семејство, срекно семејство, ти Сега, самоохрана да. мајка? Сега сме многу срекни. Убо ни е, значи сега моментално пак почнав и на работа да си одам. Тоа е уште еден новитет што Да. се случи по Срце на дланка. Да. Каде си вработена? Јас сум во метро вработена, сум многу ми е убаво. Си зимаш плата и веројатно можеш да им дозволиш, да си дозволиш на децата да им... можам, ама веќе како што дојде поскапо сега. Значи со една плата се малце ми падна тешко, зашто и Викторче не ми зборги. Со него почна се по лекари. И јаве се моментално една година имат, една недела имат кај што ме исклучија струјата. Една недела. Да, Ке почека до следната плата за да пуштите струја. да не пуштиме струјава. Сепак, убавите работи се случија, големите Сум работи. благодарна на сите хумани луѓе што ми помогнаја, до целиот тим. На Свети Спас, он ме организира, донесоа он климата, зашто беше ден ладно. Значи за 2 дена беше климата наместена. Што би им препорачала на оние кои што имаат проблем како твојот, Марија? А мојот проблем, значи да се јават на Срце на дланка и да го објават и што поскоро да му се обратат до влада, за да му се возможи еден скромен живот. Тежок е животот на самохран родител. Го поминав многу тешко и знам како е, ама многу ви се благодарна, Оли, што стварно дојдовте ми го излеговте и сега по трет пат, барем да го видите станом дека го имам премено и како живеам. Тврдам дека ни требаат подобри денови, туку луѓе кои што ќе ни ги направат деновите подобри. Еве, ова го докажавме со случајот пред малку, а ќе го докажеме и во продолжение со семејството кое ќе го стави Срцето на дланка. Навистина живее тешко и неизбежно беше да го сподели својот проблем со јавноста.
Миле Димов ја имал целата моќ и љубов додека сопругата му била здрава. Пред неколку години таа, иако силна жена, без никакви симптоми добива мозочен удар и оттогаш не е станата од постела. Како билка е вели Миле за неа. А иако не биле богати, биле пример за пар во Велес, заедно и во добро и во лошо. За да ја спаси и сиња и себе си, тој барал лек дури и по приватни болници, каде само му ги земале парите, вели тој, а состојбата на сопругата е непроменета. За сметка на кредитите кои ги земал за нејзино лечење, денес плаќа извршители и останува и без леп, зашто 2/3 од платата дава за земените обврски. Живее во една мала соба која е во собственост на неговите родители и брат му, и со кога е во лоши односи. Па наскоро, вели Миле, може да ме избркаат со болна жена и на улица. Затоа пред неколку дена да не бил неговиот најдобар другар кој му помага во се, веќе ќе бил удавен во Вардар, додава овој напатен човек. Сепак верува во добриот народ и знае дека некој ќе му помогне да најде макар една соба за да се пресели со сопругата и дека ќе добие негователка и финансиска помош за лечење на сиња. Денес сме во Велес, во куќата на Миле Димов. Тоа не е негов вистински дом, бидејќи живее како под кирија. Живее во безизлезна состојба, бидејќи живее со болна жена која е веќе 3,5 години во постела. Безизлезна состојбата на овој човек со кој што ќе ве запознаеме денес. Добар ден. Добар ден. Како сте, Оливера? Не, Не повикавте? да, ме повикам не. Пошто болна жена имам. За помош некоја ако се може. Да се помогне. Од што е болна? Кога се разболе? Како се разбола? Она се разболева мозочен удар. 3,5 години овака, на постела. Не е подвижна. Не е подвижна. Сами живеете со неа? Сами живее. Овде ли? Тука ли ви е домот? Тука ни е дом. Повелете дом. Како поминува денот? Како овие 3,5 години ви поминамиле? 3,5 години мачно. Мачно. Е болна, мозочен удар има. Само вака лежи? Само лежи. Што велат докторите? Докторите што велат? Креват раци. Не може никако да и се ублажи состојбата, да и се Ама тоа го барам. Тоа го барам. Да и се ублажи состојбата. Ама ете. Како ја третирате, како вие веројатно ја Ја. храните? Ја хранам, ја се. Пелени менјавање, бањење, се ја. Одите на работа? Кога одиме на работа, она е на Господ. Немам жена да чува. Сама останува. А каква ви е состојбата финансиска? Можете ли? Никако. Никако. Што земи пари и само тоа извршители, што лееш по болници, само плаќам. Ево сега па ми стигна едно за плаќање. Ево, тоа е си. Земавте кредит од банка? Да. Зошто? Што лееш во Скопје болница. Да платите долг за во болницата? Да. И сега, еве го извршител. Од платата што ви останува, Мила? Што ми останува 4.000? 4.000. Така го поминувате месецот. Да. Месецот го поминувам со тоа. Што ви се случи пред неколку дена кога веќе не гледавте излез од ситуацијата? Ме односно ќе рипне надоле. Ми се стемни, ме фана паника. Она ако не беше другаров, ја ќе сотам. Ќе си го одземем животот. Толку ви беше тешко? Ме фана паника. Паника ме пати. Се размисли занезе. И ја не сум марен. И нагон, да рипнам од моста другаров ме вишо. Та чакаме кај мене. Ме фана вака и ај назад. Многу ми е тешко. Од хумани граѓани, ако некоја помош, ако може да се помогне, да се лечи, да се надвие. Ако е можно, ако не е можно. Што би правеле? Се за неа, за лечење. Само да и олесните малку, да не се мачи. Така, да и олеснам. Да и олесни малку. Барем да виде при свест да имам со кога си правам. А вака, шо? Учи да ни зида.
Миле имал солиден живот до пред 20 години. Проблемите му настанале откако одлучил да се ожени со Сингја, па веројатно поради тоа вели тој им оставија без наследство родителите. Сепак љубовта кон сопругата била толку силна што во градот Велес и низ чаршијата сите им завидувале на нивната блискост и почитување. Во Орлевци сум пораснат, Велешко. Да се преселив овде ко 80 години. Дојде овде. Тогаш беше добро. Настанаа проблемите од кога се ожени. Какви проблеми настана? Семени? Семени, да. 2,5 години тука, 2 години мајка ми кај почината. Претходно добро живееја. Она беше, значи, јака жена, како да кажам, крупна, живееја убаво. Има стогдос, има и сите, цел град знае, они ностов, чашите сидат зарака, подрака, сидат. Ама ете, се удри, падна у грејево, 3 години е, и фазна може да речем, не знам баш толку, ама тука сигурно е 3 години. А куќа не е негова, навратно е. Како ги си има? Обрка, кај ќе оди, нема. Не е моја. Навратно е. Не е моја. У секој момент и ми кажа, стани си, оди си. Барај си, чаре, стајни си. Кај да се ставам? Каде? А зошто немаш ништо на твое име? Немам, не ми дадува ништо. Не ти препиша родителите? Нема кај ќе. Само едино некој шата. На најдам, но некој парка. И можеби за животот на Миле никогаш нема да дознаевме да не беше сериозната болест на неговата Сингја, која иако била силна и борбена жена, еден ден добива мозочен удар и веќе со години е легната во постела. Иако болна, сепак Миле се уште ја сака и живее, вели тој, само да ја види оздравена и подготвена да се врати онаму каде застанала со животот. Колку време бевте во брак? Со незе? Па, тука негде 18-19 години. Со неа сум. Колку години има? Исто, 55. 55 како вас. Аха. Како се вика? Синдја, Од каде е она? Иванковци. Иванковци. Она беше многу здрава. Многу здрава беше. И многу јака, многу цврста беше. Каков живот имавте, Миле? Со неа, одличен. Многу болно беше со неа. Се, кај одемне, се заедно со неа. Не се двоемне никако. Кога зарака, кога пригрнати. Чак се си спаѓаме, се шетаме. Работите? Македонија пат. Во Македонија пат. Но велите и вие здравствено не сте добри. Не сум доволен здравствено. Што вие? Ја пред тоа претопе мозочен удар. Исто. И еве правил сум операција. Оперирал сум, еве. А што ве беше на стомакот? Кревни цисти. Тревницисти. И ја не сум со здравието. Велите, сопругата била здравствено силна, јака жена. Да, она не Имаше ли знае. никакви симптоми пред да го добие мозочниот удар? Не ме не осетно. Не осетно. Што се случи тој ден кога се разбола? Абе само падна и си изгуби. Е тоа беше. На лекар ја однесавте. Тука викнам брза помош. Каде падна? Тука падна дома. Кој што седеше на воа столче, само падна дома. Брза помош е товари ми нервно. Вечерто са валето ми рекоа, ајде земи си носи. Зашто не ја задржа? Немаше ли опција малку да ја олеснат? Ама ја тоа го барам. Не може, вика, земи си носи си. Како овие 3,5 години ти поминуваат деновите? Како живееш? Господ го гледам. Премногу ми е тешко. Премногу. На колегаат тој му каже, лекна за малку ќе си тъпо. Ќе си го одземем животот сам. До тука ми е више се. Зошто помисливте на тоа? Зашто посегнавте по тоа? Смачено ми. Досадено ми. Смачено ми. Досаден ми се мени животот ми е смачен. Животот не си го сакам више. Паника ме пати и не знаем што да правам и отидам на мост, среќам и другаром да сретам. Што прешти? Малако ме грабно и ме тргнала. Ние веќе отидам. Многу ми е тешко. Само Го спасив. Едва и секундата до. Ако не дој котогаш. После го учам, седам, еве секој вечер скоро го викам.
по 2 сата, по 3 ќе го земам и му давам памет, свест. Зошто? Тоа Господово ќе се земе. Ама немој сега, ти здрав прав. Зошто? Ќе истрпиш. Што немаш, кажи ми тука, јас ќе ти помогнам. Тоа немој да оправиш. Не можеш едно што ноством го земам со мене. А сите бегат од него. Сите. Та дури и луѓе ми рекле, што одиш со него? Немам срам, немам ништо грефија. Што ќе прави без мене? Кој ќе ја земе? Кој ќе ја оде? Никој. Кој ќе ја згрижи денеска си? Што ви кажа сега, не глупо што ќе речам, ама се е запаќа. И удобна, да, се таму треба да паќаш. Е, од кај толку пари? Како се снаоѓате околу грижата за неа? Кој ја храни, кој... Е, на работа, Ја кога бај. сум останува на Господ. Нема никој. Кога ќе си дојдам од работа, тоа дури е работа. А ручек? Ништо. Е па како, со што ја храните? Со јогурт. Само јогурт, ја да друго не јадам ништо. Лепче ќе направам попара, знаеш. Ко погусто ќе го направам и ја радам. Како? Со лажиче, оние пластични, малечки. Не се задавува бидејќи во лежганата состојба? Не, ја држам ја. Ја држите. Ја дигам на коленото вака ќе ја ставам и со едната рака ја држам, со другата ја радам. Иако со нерешен стамбен статус, Миле се труди да ја избање и нахрани Сингја, но ништо не би можел да направи без неговиот најдобар другар Тоше, зашто откако ќе ги плати извршителите, останува само со 5000 динари недоволни за да го преживее месецот. Купатило нема. У лоне топло води ја баѓа. Ене вака дрпца собирам, за да се греам. Да, луѓе, некој, ој ми даде, ној ми даде. Ене и онаа од ветринче. Ми даде едно ветринче, со тоа се греам. Таа ништо не разбира, ништо не е известна? Она? Да. Не види, нема ништо. Само гледа и... А шо гледа, не знам. Изборувам стално ја. Редовно изборувам, ама джа. По на тоа. Го земам со мене, не е он способен за работа, али ми греф. Ајде, што ќе може, даскали ќе чисти, ќе изведе клинци, ќе ми подели, не е битно. Више цртното и дето, и он беше купен, ама ево го оставна, од нервози. 12 сата на работа, таму се нервира жена му сама, дај маша, ајде друго, ќе помогнам, ама не можам тоа, ништо. Ова новотен дојде ране, од тука на работа, ама не е седна. И кај ќе го викна тебе го и погробиш оди. Гробо и копа, што ќе прави? Ама не стигна. Сигурно ви е најтешка тишината во денот и во ноќите. Немам со кого му, по 4 зида сам. Сите чоши ги гледам ко Бог да чува ко алма. Жена, внуци, деца имам. Али колку може му давам. Колку може. Каже дека му помагате околу леп. Останува и без леп? И леп му давам, и млеко му давам. И се што ќе рече нема ме навеќе, ќе се јави другар, оди тргам, ќе му дадам. Колку пати одвеш, што ќе земам леп што има, ќе му дам леп или мартадела или било што, ќе му дадам. Што да правам? Ми е греф. Ја бев едно време така со жена, бурекот кога го извадија, па ја помошав, барав од некој, па ми давам помака и сакам да му дадам, колку може, колку не. Сте останувале без средства, финанси, денови? Колку пати, сега неам. Платата на што ја трошите кога ќе пристигне во месецот? За извршители би изиграл. Извршители. Со колку живеете? Колку ви остануваат? Што ми остануваат 5000. Со 5000 што ќе направам? Што правите? Ништо е за јадење. Ја не можам со тие пари месецот да победам. За јадење и лекарствата не знам што ги земам. А колку сте заглавени под извршител? Многу. Па да не претерам 5000 евро си. Толку ли многу пари или сега каматите? Каматите. Камата врз камата, камата врз камата и се збираат. Ево, болница што била, не може да ги плати трошоци. А извршител му идат. Ене сега писмо доби од судот, не знам од кај него прочитавме баш. Му ги барат парите, кај ќе ги најде? Он ги зима плата, зима чоди, ќе даде за мелни или тамо што ли ти знам. И плата нема. Во болница, тука веле што лееш и таму не можам да платам и тука извршител плаќам.
А колку требаше да платите тука од државната болница? Па е, 12.920 денари. се и вие не можем да ги платам. И на вас сега ќе би стават извршител, од платата нема да земам ништо. За овој човек спасе само сплутена помош од хуманите граѓани, можеби некоја соба за да не спијат на улица наскоро и жена која би се грижала за сингја додека е тој 12 часа отсутен од дома и работи. Оно има излез. Каков? Она има излез. Ама јас од финансии сум многу слаб, не може. Ти кај доди се напај. Кога би имале подобра финансиска состојба, што би направила? Прво би ја лечел десе. А каде би ја однале да лечите? Докторите кога кренале раце? Не знам, во странство негде кај Чарнос. Долговите што се. Тоа, ако ги симнам тие од главата, тоа ќе биде супер. Ама сега, ако има хубави луѓе да помогнат да онака, ладно, ако не, Преска ми кажавте дека сакате и некоја личност која што би помагала околу да, сопругата. да. Додека не сте на работа, додека би ја гледала, би се грижала. Но како би ја платила? Ни никако како ќе ја платам, зашо? Ја мислам преку социјално нешто да оди, знаеш, преку нив, да пуштат некоја жена, да иде да ја гледа. Кога сум на работа, кога сум слободен, не ми треба, шо? Јас сум дома. Жени се наоѓаат, ама кој ќе ја видат и бегаат. Не. Така не може, никој ти си да минува. Преку социјално се побара, не идат, не ќат. Види сега, него, моментот сега со жена му е поеќе, а еве на улици, се кара, се тепа, копрека. А кај ќе ја носи? Кај ќе ја носи, нема. Тоа му е битното прво. Нема куќа, нема ништо, кај да однесе. Тај он ќе снајде. Ама не може. Кај ќе носи неси? Треба да запомниме дека луѓето кои не повредиле никогаш нема да се сменат, а ние преку ног не сме способни да заборавиме на сите лоши работи кои ни се случиле во животот. Не е срамота да се откажеме од некој кој не почитува, ниту да се свртиме на онаа страна каде не почитуваат и во чија близина добро се чувствуваме. Животот секогаш може да почне од почеток, зашто ако сме во потрега по поубав живот, тој еден ден сигурно ќе започне. Можеби некогаш е тешко, а можеби некогаш е и подобро да се каже проблемот, па на тој начин повеќе луѓе да можат да делуваат и да го решат тој проблем. Затоа и следното семејство ќе го стави срцето на дланка и ќе чека помош од нас. Горица Јанковска потекнува од село Лато во Македонски Брод. Иако го остава семејството и се одлучува животот да го помине со томе во Скопје, сепак вели таа, никогаш нема да ја почувствува сигурноста на топлиот дом, на сопствениот дом и дури и сега на 80 години вели таа осудена е да живее под кирија и без струја. Да имала барем некој свој близок, би било полесно. Згора на се таа и многу болна. Живеат со инвалидската пензија на дедо Томе која не е доволна само за нивните лекарства. Секој ден принудена е да јаде овошје затоа што нема каде да сготви без струја, нема како да испере, а стара е веќе ќе каже таа да пере на раце. Затоа замолува хуманиот народ да ја помогне макар со една соба некаде, да може да ја доживеат староста и храна зашто одамна веќе и го заборавиле вкусот. Денес сме во Ѓурче, Петровка и Томе и кај Горица, кои што живеат тешко. Типично македонско семејство на 80 години кое што живее без храна и без струја. Добар ден. Добар ден, изволете. Баба Горица, Баба Горица. како си? Никако. Што ти е?
Sve me boli, dušu moje i noseve me bola, sve. Се јавивте да ни го раскажете вашиот живот. Нашиот живот за никаде е. За никаде е, само ако сакате нешто да ни помогнете на некој начин, барем едно станче да најдеме некако, да се пикниме, не да седиме во темница. Живеете без струја? Без струја дошо 3 месеци без струја. Зашто вака одите? Себе овде вака ме болат од колена надоле душо, не можам никако да легнам, ко ќе легнам, ни да пружам, ни да соберам никако. Мажот ми сам свето работи, полека работи, ама нема што да прави, нема каде да оди. Добро душо, фала многу. Повелете. Оливера. И од кога живеете вака тешко? Ова година скроз сум тешко. И порано малу ме болеле, ама не толку многу, а сега, последно време, све ме болите. Никако не можам да дишам, ништо друго. Од овде, ова, кој ќе ме фатат коленама да ме вртат, како да сум паднала тогаш. Мали ви се примањата? Мали, многу ни се примањата едноставно. Што мојме со 10.012 да направиш ништо. Ти рекове ни хулаклопки или долни веш да купиш, ништо друго, немам ништо друго срце. Тоа е то. Едноставно. Ви студили така што се... Не ми студи, точно ме нервира душава, ми е нервозна више, срцево ме болет. Една града, пошто сум праена операција. Не знам што да ви кажам друго. Не знам друго што да кажам. Ако можете на некој начин да ни помогнете, некако да се снајдиме. Да умриме више. Ама ова не се издржува. Овде не знам вака, нигде вака не сум живеела во животот мој. И татко ми бил, и мајка ми била, ама едноставно многу убав сум живеела, а не сум живеела на ваков начин. Горица и на 80 години многу тешко живее. Да може да го врати времето би направила сосема други избори. Но за жал пред повеќе од 4 децении таа од Латово доаѓа во Скопје за томе и сиот живот живеат под кирија. Работеле двајцата, но со минимални примања не успеале да купат свој дом. Од срам што ќе каже светот никогаш нема да се врати кај незините, но затоа врз себе калеми многу болести. Останува без една града, а никогаш нема да добие деца кои би ја чувале денес во староста. Што да ти кажам, ова живот не е за живење. Ја никогаш не сум дозволила да бидем ваква. Откој сум се родила од дете, мајка ми ме учела да бидам чиста, педантна на секој чекор. Да храна да спремаш за фамилија. Едноставно, а сега најгоре живееме. Најлош живот имам во се. Не можам да докажам и да дозборувам. Од каде ви е потеклото, Горица? Од каде сте родени? Родена сум во Македонски Брод, во село Латово. Селото моје Латово се викат. Ја со мајка и со татко кој сум живеела, не сум била ваква. Едноставно сум била задоволена со све. После сум била на работа, со работа. Пари сум печалела колку толку. Немале и тие многу стариве, татко ми и мајка ми. Ама за јадење имале да ни дадат. А за куќа немале да ни направат. Мажот ми дојде таму со еден мој братучет да се видат тие. Тој поселава, знаеш, тога јаргени да одат да шетат ваму, таму. Ќе ти најдам таму, ако ти одговарат, добро.
Jednostavno me zapozna, posle to i dojde tamo negde pred Nova godina i me zjede. Me donese tuka, jednostavno, ko nema kuća, nema me kuća, nema me stan, ništo nema me vo životu, kao prosjeci sne, verujem. Sne živele taka, negovite ne работеле nešto. Имаше двајца браќа и тие двајцата почина неговите. Ја работев во Македонски Брод, во тутунски комбинат. Работев неколку 12-13 години со работен стаж дојдов ја овде во Скопје. Ко ме зеде тој. Jednostavno тој ме зеде, не можевме да се сложиме, да се вработам. Не можеш без работа да седиш. Научена со работа сум била секогаш. Наваму, натаму, и еден пријател имаше, Бог да го прости, ни помогна. Пари немавне, немаше и тој кај нем го толку многу висока плата, па да можеш нешто настрана да тргнеш, да оставиш, да купиш, да онадиш, да има све. Ама не, и неговата плата ниска беше, и моите плати така кај да сум нашла, све така помалу било. Не било ки знае колку. Завршив средно во Трговско. Прво работев во Треска во кругот магазинер, 13 години. Кишмата ми е оперирана 94 година. Колку ви е пензијата? 12. 12.000. Тоа не е доволно за да се обстане во овие Сега, услови. за овие услови на живот, не е. И сопругата има 10, 11 тука. И што ќе кажеш? Еве конкретно сега со случајов не можеме ништо. Да немаш ти човечки да се облечиш, да се дотераш, да излезиш како човек, да заличиш како човек негде. Да те погледни човек на секој начин. Ама нема. Тоа било така животот. Тогаш било срамота да се вратиш, се мажиш и да се вратиш назад. Ја стално се само кога се нервирам и кога овакви работи ми се случија, му викам, како бе вие скопјани да останете, да немате една барака. Барем да имате една барака, ништо друго. Друго ништо, да има барем едно нешто, или дете, или некој од фамилијата живе, ќе живе послободно, а сега сум стресена сум, верувај. Ако те лажам, од овде да не мрднам. Не сакам еден збор да ме излажам. Сиот живот под Кирија пред многу години Томе наоѓа решение и се вселуваат под Кирија во стан во населбата Ѓорче Петров. Секогаш навремено платени сметки и кирии кои за жал сега кога веќе се и двајцата 80 годишни не можат да си дозволат, зашто пензијата им стигнува само за лекови. Горица е болна сериозно, ништо подобар не е ниту Томе, но за жал од зимава живеат без струја и секој ден под стрес, зашто мораат да го напуштат станот. Немаат каде да одат, а немаат ниту како леп да купат. За жал пензијата ја чуваат само за лекови и за на лекар. Живеат на свеќи и секојдневно се гушат во солзи. 3 месеци, скоро речено, без струја сне. Цела зима. Еве ме гледаш како сум облечена и како сум обуена и све. То, како е под стрес само. Под стрес. Ништо да не можеш да се опуштиш. Ти кога немаш топлина, немаш ништо. И светло кога немаш ништо. Една свеќа. Негде 3000 имаме потрошено за свеќи. И ги упропастија апаратите. Фрижидерите што ги имам, два фрижидера за дубоко замрзување и обешени, шпорет, машина за перење. Се имам, ама не можам да користам. Немате за останати сметки, меѓутоа поради сплет на околности, струјата е исклучена и вие мора и да го напуштите дури станот, бидејќи не е на ваше. Па тоа е злато. Мораме да го напуштиме и нема кај да одиме. Не можете ниту да сготвите? Ништо, срце, од јогурти, од млеко, ништо друго немаме. Речи го овошје само што купуеме,
да се освежиш колку организмот. Затоа викат цело време и тоа викам да ме најде уште тоа, да го заболи организмот. Душо и леп немало да купиме. Сега од кој ја исклучија струјава, леп има во фрижидер, знаеш. Ќе земам еден или два, еден ќе оставам да се најдит, да има дома во куќава леп. Без леп никогаш да не остануваш. Едноставно, мота мајка покојна викала, никогаш ќе да не остануваш без леп. Леп чим имаш и сол, ќе се снајдиш некако. А некни го отвори фрижидерот, што ќе вида? Лепче на две имало, сум ги пикнала во фрижидер да имам. Кој ќе видам молосани. Чим нема струја, нормално е тоа. И не останува леп без леп. Ако сакат комшикава ќе дадит едноставно, ќе речи ќе ви купам, ќе ви донесам. Ќе дојдите во 3 сатот сега, нормално работното време се менуваат секогаш. Ако купите, ќе ни донесите, ако не, ќе си легниме така. Како кучина ти реков, ово ќе имам, не се жалам за тоа. Здравствено не чинам, ти реков. Со една града сум оперирана. Едноставно, глата за никаде ми е. Едноставно, гласот ми е изгубен дури. Од сама себе ја се осеќам оти ми е изгубен. Не ми е како порано што ми било. Едноставно. И што направам? Сите проблеми од сите страни ве нападнале? Сите, све душо, се од сите страни како да го кълнехне ние Дедо Боже. Ова око десново, уопште верувај да излезам онамо, може не да се сопнам, ама може би ќе паднам. Секој дневно ми е ова. Па упоследно ова што ни се случи со струјава, ми се чини тоти животов ми го одзеде скроз. Сега не можам да речам дека живеам. Воопшто. Дали ја се замислувам и дали постојам во моментов како граѓанин на Скопје. Да е убава староста, може би сите ќе ја сакаме. За жал, овие сопружници немаат ниту наследници, ниту ништо за да имаат кому да се пожелат и подпрат. Затоа го одбраа хуманиот народ да побараат додека се живи, да имаат каде да се вдомат и да имаат сигурен оброк. Само молам некој, ако има да ме најди, да ми помогнете. Едно не мора стан да биде. Куќарче нека биде и купатило да има, ништо друго. Машина што дека имам, кога не е пуштена. Етен леген, али што имам собрано. Црни да се ќе истрла, ајде, ама не можам и на раце да ја истрлам. И рацеве не ми се како што требат. Сега, Деде Боже, еден да умре, да имаме со што да се закопаме. Да. И мали пензии, тоест, да, пензиите мали. И да не гладуваме барем за лебот, не за друго, ако не е друго, не мора да биде месо, нека биде лепче и со лепче, ништо друго. Тоа друго ништо не барам, само тоа го барам. Новиот ден секогаш нуди некое ново изненадување, поголемо или помало, и откриваме дека постојат работи за кои вреди да се бориме, постојат луѓе, чувства, искуства кои му даваат разлика на животот, затоа да го живееме моментот кој ни е даден, зашто тој никогаш нема повеќе да се врати. Постојат животни приказник во кои што човек само ќе замижи, воздивне и ќе извлече на крајот поука, дека во овој живот ништо не е повредно од љубовта и вниманието кои што се го даваме едни на други. Да им дадеме внимание, да им дадеме љубов, да им дадеме хуманост и емпатија на семејствата кои денес го ставија своето срце на дланка, да им помогнеме да живеат подобро, затоа што нашето малку некому може да значи се.
Горица Јанковска потекнува од село Лато во Македонски Брод. Иако го остава семејството и се одлучува животот да го помине со томе во Скопје, сепак вели таа, никогаш нема да ја почувствува сигурноста на топлиот дом, на сопствениот дом и дури и сега на 80 години вели таа осудена е да живее под кирија и без струја. Да имала барем некој свој близок, би било полесно. Згорана се таа и многу болна. Живеат со инвалидската пензија на дедо Томе, која не е доволна само за нивните лекарства. Секој ден принудена е да јаде овошје, затоа што нема каде да сготви без струја, нема како да испере, а стара е веќе, ке каже таа, да пере на раце. Затоа замолува хуманиот народ да ја помогне, макар со една соба некаде, да може да ја доживеат староста и храна, зашто одамна веќе го заборавиле вкусот. Миле Димов ја имал целата моќ и љубов додека сопругата му била здрава. Пред неколку години таа, иако силна жена, без никакви симптоми добива мозочен удар и оттогаш не е станата од постела. Како билка е вели Миле за неа, а иако не биле богати, биле пример за пар во Велес, заедно и во добро и во лошо. За да ја спаси и сиња и себе си, тој барал лек дури и по приватни болници, каде само му ги земале парите, вели тој, а состојбата на сопругата е непроменета. За сметка на кредитите кои ги земал за нејзино лечење, денес плаќа извршители и останува и без леп, зашто 2/3 од платата дава за земените обврски. Живее во една мала соба која е во собственост на неговите родители и брат му и со кога е во лоши односи, па наскоро, вели Миле, може да ме избркаат со болна жена и на улица. Затоа пред неколку дена да не бил неговиот најдобар другар кој му помага во се, веќе ќе бил удавен во Вардар, додава овој напатен човек. Сепак верува во добриот народ и знае дека некој ќе му помогне да најде макар една соба за да се пресели со сопругата и дека ќе добие негователка и финансиска помош за лечење на сиња.